љубов кон клавирот започнаше од моите рани години, односно ја гледав често пати мајка ми како ги спрема учениците за незините ученици за некои надпревари или евен настапи. И ја пробував, се качував на толчето и пробував да свирам на клавирот нормално како дете. За сега сум многу задоволен, со многу труд успевам да бидам победник на повеќе надпревари во странство, сега во Италија, надпреварот Антонио Салиери, во Бугарија, во Турција, каде што доби специјалната награда за најдобро изведен турски композитор. Мене ми е навистина жал што например на мастер-класот кој што требаше да бидам во Италија, кај Анджело Арклионе, специјална награда беше тоа, но себениот буџет не беше доволен за тој надпревар, за тој мастер-клас. Се надевам дека ќе има надпревари кои што ќе можам да идам и тие ќе бидат врвни надпревари кои што ќе може да бидат финансиски покриени за мене. И ете, како што реков, ако се ставиме на страната на родителите и на нив не им е угодно. Да се настапува на надпревари, односно на најпрестижните надпревари во светот, жирито бара мали ситници, мали детали во кои што ги разликува учесниците и потоа ги бира финалистите и го бира првото место на надпреварот. Јас дома имам пианино кој што е доста старо и не ги задоволува условите за да ги вежбам тие мали ситници. Исто така и во музичкото училиште Илија Николовски Луи има полуконцертни клавири, но тие се постари модели кои што нема толку добра техника и звукоизвлекување. Во Македонија има неколку клавири кои што се понови, кои што се Стенвей и Ямака, ги има на најголемите надпревари. Тие се поновите клавири, но мене не ми е дозволено бидејќи тие служат само за концерти и не дозволува да се вежба на нив. Да се биде млад човек кој се занимава со класична музика е прекрасна работа. Да се биде млад човек кој се занимава со класична музика во Македонија, не би можел генерално за сите да кажам како е, но за себе од досегашните искуства и моите студии во текот на овие 4 години не би кажал дека е најсјајно. Се базира на мојата самоиницијатива и желбата и ентузијазмот кај колегите. Колку ние самите сакаме да постигнеме, дека нешто претерано факултетот направил за нас, иако сега грубо вака звучи, на вистина не можам да кажам дека нешто направил во однос на тоа да имаме поголеми шанси за настап, за дејствување на сцена, затоа што на еден уметник кој се бави со сценска дејност, ако не му возможите да работи на сцена, тогаш со самото тоа го уништувате. Имате општество кое е во политичка криза и општо навлезено во длабока криза, некако културата доаѓа на последно место и не е центар на внимание. Многу други работи се побитни. Мислам, јас имам колеги кои не целосно отворено, ама се гледа дека имаат луѓе кои преку нив си го трасираат патот и сонот кој го сонуваат, за кој сакаат да живеат. За мене тоа не е вистинскиот пат, мислам дека не е тој честниот пат, не е вистинскиот пат. Треба малце посериозен пристап на тоа како ги правиме работата, бидејќи овој
баш и Бозлук изминативе неколку години не доведува до безизлезна ситуација каде што не би знаеле што понатаму. Дека сум размислувал и се уште размислувам да заминам од Македонија, тоа е така, да. Сумнеш дека се работи за условите, за начинот на работа, за како тие луѓе обстојуваат и живеат за уметноста таму. Да обстојувате од сабајле до вечер со музика, со пеење, со разговори за уметност, нема побаво нешто од тоа. Почнав со хорска музика, тоа беше 7-мо деление, па станав солист на еден главен хор во Чикаго Children's Choir, и имаше една ситуација многу познат оперски пеач, ме слушна како пеам соло, Бродвеј соло, и дојде до мене со огромен глас ми вика: "Ти треба да пееш опера." Јас си викам: "Немам појма што е опера." Пречките сме самите себе си. Тоа би кажал дека најглавното нешто, најважното нешто пак ќе кажеме дека упорност. Например, сега се преселив во Лондон. Лондон е прескап град. И јас немам место кај да вежбам. Значи, ако сакам да вежбам, треба во Кралскиот колеж, за да можеш да влезеш во Кралскиот колеж, мора да знаеш некој. Не знам никој. Отидов да најдам место кај што има соба за вежбање, е 20 до 40 фунти на сат. И го гледам и викам: "Тоа нема шанса, ми треба 3 до 5 сати на ден, да кажеме. Немам шанса тоа да можам да го направам." И јас што направив, најдов една црква. Отидов во црквата, видов кладер. 3 дена поред, идем од таа црква, гледам, седам, нема никој. Отидов на интернет, напишав името на црквата, го најдов главниот поп, го напишав имейл, само што се преселив во Лондон, јас сум македонец, бла 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 бла. Имам право да одам во црквата без пари секој ден колку што сакам. Многу луѓе не знаат или не знаат што е тоа Македонија. Јас се водам како горд светски амбасадор на Македонија, но тоа што доаѓаме од многу мала држава, каде што немаме шанси, немаме финансии, било што и да е, за мене лично ми даде жар во мене да кажам: јас ќе им покажам дека можам. Че тоа беше едно од најважните нешто што ги сруши сите тие, дали се политички конекции, дали се мора да бидеш тоа, мора да бидеш тоа.